Соопштивте дека сте разговарале со возачот на автобусот и дека не сте добиле релевантни информации од него. Но министерот за внатрешни работи соопшти дека синоќа повторно ќе се разговара со него во полициска станица. Дали беше присутен јавен обвинител и доколку не беше, дали имате информации од МВР, дали сега има некои нови моменти што се од корисна истрагата, односно на предистрагата? Пред да биде пуштено ова лице на домашно лекување, беше повикано во надлежна полициска станица, согласно ЗКП, да се обави оној првичен разговор од страна на МВР. Согласно Законот за кривична постапка, јавниот обвинител не е обврзан да биде присутен при тие полициски проверки. Морам да кажам дека првичното писмено известување за сообраќајната незгода го примивме денес, негде околу 11:30 часот, и во прилог на ова известување немаме податоци што дополнително кажал возачот. Она што е релевантно за обвинителството е што возачот ќе каже пред обвинителот. Тогаш исказот негов добива определена важност за самата кривична постапка. Кога ќе биде повикан тогаш повторно? Во најскоро можно време. Увидот го вршеше Министерството за внатрешни работи, но вештачењето ќе го врши Машинскиот факултет во Скопје. Веќе имаме изјава на еден патник кој што сведочи за слушнато тропање во автобусот пред да се случи сообраќајната незгода, но и дека возачот се обидувал да го исконтролира автобусот. Дали и кога ова лице ќе биде викнато во јавното обвинителство и дали ова едно од, да кажам, по можните тези за случувањето на сообраќајната незгода, односно технички дефект можеби на самото возило? Вака да ви кажам, многу е рано да се прават тези за самата сообраќајна незгода, затоа што за да се направи тезата и конструкцијата за целиот кривично правен настан, потребно е обвинителството да ги обезбеди сите релевантни докази. Следи изготвување на записник за увид. Е во фаза на изготвување, се уште не ни е доставен. Следи изготвување на фотодокументација, значи фотографиите, следи изготвување на скица. Дали автобусот е во целосна исправна состојба или има определен дефект кој што влијае на самата сообраќајна незгода, ќе ни кажат експертите од Машинскиот факултет. Вториот ден, кога се вршеше увидот, од страна на јавното обвинителство беа ангажирани професори од Машинскиот факултет, токму на лице место непосредно да забележат фактичката состојба која што ќе им биде многу битна при изготвувањето на експертизата. Исто така, од страна на обвинителството беа ангажирани и вешти лица од сообраќајна област од Бирото за судски вештачења. Па така, од Машинскиот факултет очекуваме да добиеме експертиза за исправноста на автобусот или неисправноста. Од страна на експертите од Бирото за судски вештачење очекуваме да биде утврдена причината за сообраќајната незгода, поточно дали возачот направил определен сообраќајен пропуст кој што има придонес за целата сообраќајна незгода. Разбирате, така да многу е рано да сега веднаш да заклучуваме. Најнапред да ги обезбедиме сите докази, врз основа на сите докази да ги утврдиме сите факти и тогаш од тие факти ќе се утврди дали и кои пропусти ги направил возачот или не. Значи, сите очевидци ќе бидат повикани во обвинителството да сведочат, ќе бидат повикани и оштетените кои што се со телесни повреди, ќе бидат повикани законските застапници на починатите. Значи, паралелно ќе бидат обезбедувани и вербалните докази. Значи, од кога сите тие докази ќе бидат обезбедени, ќе биде утврдена целата фактичка состојба и тогаш ќе се даде одговорот која е причината за сообраќајната незгода. Во вашето соопштение кажавте дека компанијата која што оперирала со овој автобус ги поседувала сите соодветни лиценци и дека возилото било неодамна регистрирано, но во јавноста се дозна дека компанијата практично поседува свој технички сервис, што роди одредени сомневања. Какви проверки ќе вршите во оваа насока и дали веќе имате некакви заклучоци? Од страна на тоа правно лице ќе биде обезбедена целата релевантна документација, како и од ресорното министерство, надлежно со издавање на таа документација. Се разбира, ќе обезбедиме оваа документација и ќе видиме дали овие податоци се вистинити или не. Нема да оставиме простор за шпекулации. Во јавноста веќе имаме присутни тези дека сообраќајната незгода се случила поради невнимание, односно одземање на вниманието на возачот,
дека може би е вклучено и друго возило или пак е направена грешка при претекнување, па до тоа и дека откажале гуми или нешто слично. Дали било кој од овие тези е исклучена или цените дека е малку веројатно? Јас пред семејствата на починатите лица, за кои што изразувам сочувство, пред семејствата и пред самите повредени лица и пред целата македонска јавност ќе кажам дека ќе бидат проверени сите факти. Знам дека јавноста очекува брзи одговори, но сепак истрагата бара време за да бидат обезбедени овие докази. Значи, ефикасно ќе се постапува. Тогаш ми останува да ве прашам за роковите. Во кој временски период го очекувате вештачењето од Машинскиот факултет, кој што предпоставам ќе биде еден од клучните елементи, кога очекувате да завршите со испрашувањето на сведоците и кога јавноста може да очекува, не јавноста, пред се семејствата, кога може да се очекува прва јавна обвинителска одлука, односно дали ќе биде отворена истрага? Така. Да ви кажам, по Законот за кривична постапка ќе бидат изготвени писмените наредби за да ги обезбедиме овие експертизи, писмени докази, значи од обвинителството денеска тоа ќе биде направено. И сега зависи согласно правилата на струката со која динамика експертите ќе не изготват таа експертиза и од Машинскиот факултет и од Бирото за судски вештачења. Во нашите наредби за сите наши барања ќе биде ознака итно. Значи, сепак ние како орган што ја водиме и предистрагата и истрагата, сепак динамиката и кога точно ќе биде донесена одлуката ќе зависи од сите овие чинители кои што се вклучени во сите овие проверки. Ви благодарам многу на времето. Благодарам.